Македонските војници во никакви услови и варијанти во моментов не треба да учествуваат во војната на територијата на Украина. Мир мора да има, а крај на овој конфликт може да стави само САД, сметаат познавачите. Универзитетскиот професор по безбедност Маријан Ѓуровски вели дека Европа во моментов не може да го оствари приоритетот наречен примирие. Неговата имплементација мора да биде со гаранција на официјален Вашингтон. Македонските војници во вакви услови не треба да учествуваат во никакви активности, во ниту една варијанта на територијата на Украина, како и во мисија на земји од Европа во Украина, вклучително и како наблюдувачи или миротворци надвор од постојните форми. За Украина постои посебна контакт група предводена од Соединетите Американски држави и секоја активност треба да биде под нивно водство и гаранции, а потоа вклученост на Европа и другите страни. Крај на војната и воспоставување на траен мир е една од целите на Македонија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски порача дека државава дава целосна поддршка за секој план за прекин на конфликтот. Нашата држава дава целосна поддршка на напорите и конкретните активности на меѓународната дипломатија за воспоставување праведен и траен мир. Безбедноста и стабилноста на нашата земја е нераскинливо поврзана со безбедноста, стабилноста и развојот на целокупниот Западен Балкан. Конечен крај на тригодишниот конфликт е главна цел и на Европската Унија. Поради тоа, според директорот на Конрад Аденауер за Македонија, Даниел Браун, државите во Европа треба да бидат подготвени финансиски и на секој друг начин да помогнат. Најверојатно Германија е спремна да превземе поголема одговорност, но и сака да ги праша другите партнери од Европската Унија и НАТО да го сторат истото. И патоказот за еднината е тој. Дека мора да има мир смета и универзитетскиот професор Васко Наумовски. Според него Македонија треба да даде поддршка и на двете страни, односно и на Вашингтон и на Брисел, но и да се направи проценка дали кај ЕУ во моментов постои расположеност да се прошири. Она што останува како дилема е колку процесот на проширување е на агендата на Европската Унија во овој момент, особено во контекстот кога се прави еден обновен напор за постигнување на пошироко и подцврсто европско единство. Дали Европската Унија е подготвена да го врати проширувањето високо на агендата со цел да се создаде тоа толку посакувано европско единство? Во организација на Конрад Аденауер во соработка со Филозофскиот факултет при ЮКИМ се одржа панел дискусија насловена Евроатлантска безбедносна динамика, предизвици за НАТО, Европа и процесот за проширување кон Западен Балкан, на која главна тема беше токму состојбата во Украина.